Излегуваш од дома и заминуваш на работа, на училиште или едноставно до најблискиот пазар. Единствено метежот во сообраќајот во Скопје може да те вознемири. Овие релации секојдневно ги минуваме и ги земаме здраво за готово. Во истиот град, во македонската метропола. Ако имаш оштетен вид, телесен инвалидитет, оштетен слух или друга попреченост, имаш минимална достапна подвижност. Ако здравоспособните избираат дали да користат велосипед, возило или автобус, лицата со попреченост немаат таков избор. Сум благодарен што малку од малку дзиркам. Ама за луѓето кои живеат во темнината, кои само сонцето ги гали нивните очи, е навистина многу тешко. Ако погледнеме дактилните патики, дека треба да бидат ставени во функција за нас, за лицата со попречен вид, ги нема. Ако ги гледаме обележаните патики кај што треба да се движи лице со количка, ги немаме. Ако гледаме автобуските постојки, дали се синхронизирани и прилагодени за лицата со попречен вид? Не. Алишан е лице со оштетен вид, растел без родители, а денеска е активист за правата на овие лица, кои системот знае да ги заборави. Тој живее во скопската населба Карпош и секојдневно минува низ перипетии за да патува до центарот на Скопје. Автобусот за мене е секојдневно што јас го користам. Но верувајте дека јас за да стигнам до автобусот, јас морам 10 луѓе да прашам кој број е на постојката да се качам. Бидејќи сепак бројките или автобуската не е синхронизирана да може да ми кажува кој број е сега доаѓа. Александар Велески од Скопската Кисела вода, од 5 годишна возраст, живее со церебрална парализа. Поминал и истрпел 11 операции. Тој оди на прошетки до маркет со кучето придружник Бен. Неговото движење, освен што е ограничено со високи тротоари, возила паркирани на тротоари, ретко го прифаќаат во продавници со Бен. Бен е со Александар веќе 5-та година, 5,5 години со Александар. Бен му го смени животот. Ќе ви кажам една случка. Александар сам со количката отиде до Веро центар. Веро што е. И обезбедувањето, како најголем криминалец го изфрлија од таму со обезбедувањето. Демек не сме да се движи со кучето, а кучето носи појас док сервис, придружник што му е. И апелира да не се плашат од кучињева што се придружници. Да дадат насоки. Демек, и они сакат да живеат, и они сакат да седнат во кафана, во ресторан, да седнат да се напијат кафе, сок, да направат муабет, да не ги изфрлаат во маркетите. Зборувајќи за социјалната инклузија, Алишан истакнува дека македонскиот народ е хуман и има слух и разбирање за лицата со попреченост. Граѓаните прво се хумани, но они не се информирани како нас треба да ни пристапат. Бидејќи знаеме, секој си има своја состојба и они се плашат како ние ќе изреагираме, но имаме проблем која што не е информираноста. Например, сега на нормален граѓан јас да му кажам дека мене ми треба бело стапче, нема да знае што е бело стапче, или браева машина, или дактилни апарати кои навистина ќе ги олесни пристапот на тие лица. Граѓаните како дознааваат за нас? Само кога е 3 декември, меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Покрај тоа што нивните потреби и проблеми се споменуваат само на 3 декември. Тие скоро и да немаат можности и услови да бидат дел од работната сила. Државата до 18 години ги згрижува децата без родители, дава финансиски средства на деца со попреченост, но по полнолетството се оставени сами на себе, на товар на државата или пак на блиските. Не може ние деца без родители да имаме до 18 годишна убав третман, а после 18 години за нас системот да биде затворен. Нашето вработување на лицата со попречености е, можем да кажем, на ниско ниво. Моментално, како организација, како иницијатива мрежа 5 до 12 именуваме мрежата, работиме на една социјална инклузија на вработување на лицата со попречености.
Зошто овие лица не можеме ли да ги видиме да работат по некои од локалите, рестораните, како што се портерниците, телефонските централи каде што има во институциите на системот и ред други работи каде што овие лица треба да ги видиме, а не да бидат омаловажувани со пазарот на трудот, бидејќи сепак тие лица знаат, можат и умеат и треба да бидат прифатени. Александар и покрај мекотрпната борба за здравјето. Тој завршил средно образование како графички техничар дизајнер. Знае да работи на компјутерските програми Word, Excel, а има и познавање во Photoshop. Он сакаше да оди на такмичење на параолимпијадата со колички што беше. Не успеавме никако да дојдеме до таму. Правевме некои напори до влада, дека со посебна искрена дека ќе се обезбеди некоја количка за да може тоа. Ние не сме во можност да му земеме тоа, да му возможиме. Иначе он е доста физички здрав. Тој со се количка работи с клекови, се подига од земја, се подига на висина од 20-30 см висина, на вратило работи, на карики работи. Се надевам дека, белким дека и од спортскиве центри, теретани, што се ќе најдат слух, барем за такви лица, за да може да работат кај нив. Александар во минатото има добиено понуда за работа. Меѓутоа, зашто немало пристапност до канцеларијата, не се исполнило вработувањето. Имале и други обиди за вработување, но засега неуспешни. Пораката ми е да се донеси закон за лицева со посебни потреби. И кои не само лицева со посебни потреби, сакам да кажем и глуви, наглуви, слепи, со параплегија, со аутизам, него да донесете еден закон во држава за тие лица со посебни потреби, за да можат минималното од стажот да го опфатат оној 15 години, зашто нивната болест не се знае како е. Она се менува, може да биде на подобро, може да биде на полошо. Така да тој оној основен стаж да го донесат на 15 години за да можат да си играат, не само да ги земаат од државата бенефициите и да можат да живеат и после да ги шутнат на улица. Животните приказни за Велески и Алишан, за нивните ограничувања за движење низ Скопје, за нивните неуспешни приказни за вработување, сведочат за недостатоците на системот. Алишан честопати знае да каже дека државата вреди онолку колку што се грижи за најбеспомошните. Во нашето општество, според приказните на Велески и Алишан, на оваа вредност и недостасува внимание.